Со огромно задоволство денеска ја примаме оваа донација, амбуланско возило за потребите како на нашата ромска заедница во населба Тризла, каде што во комуникација со Општата болница Борка Талески Прилеп, че има поквалитетна комуникација и обезбедување побрза здравствена заштита на сите наши сограѓани од таа населба. Благодарност за сите партнери кои што го дадоа максималниот својот придонес за реализирање на овој проект. Тоа е Челим, меѓународна организација Челим од Милано, Ромскиот ресурсен центар од Скопје и Ром Перспектив од Прилеп, кои што заедно со локалната самоуправа направивме еден прекрасен проект за подобрување на здравствените услуги во нашиот град. Со овој проект кој што ги опфаќа многу повеќе потреби за ромското население, значи тука околу 700 куќи за легализација. Потоа воспоставување на водоводна мрежа и комунална инфраструктура, донесување на урбанистички планови, воведување во работен однос како на млади, така и на жени ромки, со што го подобруваме и социјалниот карактер на животот во нашата општина. Се разбира дека огромна благодарност и до Европска Унија, која што потполно го финансира овој проект, каде што со почетокот, па со до реализација во мај оваа година 2025 е максимално исполнет овој проект. Локалната самоуправа секогаш останува доследна за реализирање на сите барања, очекувања на нашите сограѓани, се со една цел да имаат подобар економски, како и здравствен живот во нашата општина. Голема благодарност до наведените невладини организации Челико од Милано, Рома Перспектив од Прилеп, кои ни го донира ова амбулантно возило, кое ќе го користиме за потребите на болницата, но исто така ќе го користиме и за извршување на прегледи во населбата Тризла. Во договор со невладината организација ќе направиме некој скрининг, испитувања на социјално загрозените пациенти. Проектот започна уште минатата година. Недостојот на амбулантни возила го имаме, голем дел се стари возила и секако возилото е добре дојдено. Во идниот период очекуваме и нови возила, така да ќе имаме населението во Прилеп ќе биде покриено со амбулантни возила за потребите на болницата. Со што е опремено ова возило и во однос на досегашните кои велиме се стари, дали е поопремено, современо? Значи возилото е опремено со целосната медицинска потреба што ќе служи за транспорт на пациенти и во Прилеп и до Скопје. Значи имаме дефибрилатор, ЕКГ мониторинг, поддршка за кислород, односно сите потребни средства за грижа на пациентите од една до друга установа. Имаме посебно амбулантни возила што ги служиме за брза помош и посебно амбулантни возила што ги служиме за транспорт до Скопје на пациенти. Денеска сме тука во Прилеп пред Општата болница Борка Талески да го донираме ова возило како една од активностите во рамките на проектот обезбедување на подобри услови за живење за ромската заедница во општина Прилеп. Овој проект се имплементира веќе 3,5 години и возилото, донирањето на возилото е една од активностите, како што спомнав. Ние работиме заедно со општина Прилеп, со Општата болница, со колегите Челим од Милано и колегите од Рома Перспектив од Прилеп. Работиме долго време на подобрување на условите за живење, кое подразбира донесување на ДУП за целата ромска населба, легализирање на населбата, која веќе ДУПот е
поминати на совет, понатака следува процесирање на деталниот урбанистички план, како што спомна и градоначалникот, работиме и на легализација на бесправно изградени објекти на ромски семејства, работиме на подобрување на вработливоста и поддршка со програми за вработување на млади и жени ромки. Дополнително работиме и на подобрување на образовниот статус кај децата роми со обезбедување на дополнителна туторска поддршка во основното образование на повеќе од 200 деца роми. Како една од активностите е здравствената компонента во рамките на проектот. Ние уште после COVID-19 сакавме и направивме едно истражување да видиме кои се ефектите на COVID-19 врз ромската заедница во општина Прилеп. И тука произлезе дека голем дел од ромската заедница има проблем со пристапот до здравствени услуги. Поаѓајќи од ова, заедно целиот конзорциум во соработка со општина Прилеп, во соработка со болницата, одлучивме дека навистина е потребно дополнително возило. Но она што е специфично, ова возило не е само транспортно возило и не е брза помош, ова возило е мобилна клиника. Со што ние во договор со општината и болницата договоривме еден план каде што ќе се овозможуваат основни здравствени прегледи на ромската заедница најмалку 2 пати месечно, каде што тимот на болницата кој ќе го формира ќе оди редовно да спроведува основни здравствени прегледи во ромската заедница. Ова болничко возило е опремено со основна опрема која може да понуди основна здравствена заштита, основни здравствени прегледи кои може да интервенираат за некои основни здравствени прегледи и дополнително да дава препораки, лекарскиот тим да дава дополнителни препораки за понатамошни здравствени услуги кои подразбираат третман и така натака. Она што е важно е дека овој проект представува основа за дополнителна понатамошна соработка, како што кажа и директорот и градоначалникот. Навистина е потребно да се унапреди здравието на сите граѓани, но со фокус на најмаргинализираните, како што зборевме дека ромската заедница во општина Прилеп, која е доста бројна, повеќе од 5000 жители живеат неофицијално, официјално излегува нешто помалку, но реалноста е поголема бројка и навистина има потреба да се овозможуваат редовни здравствени прегледи и во овој случај, во овој момент би сакал да се заблагодарам и од име на Ромскиот ресурсен центар и од име на Челим Милано на одличната соработка и со општината и со директорот од болницата, каде што заедно се заложуваме да се унапреди здравието на сите граѓани, но со фокуси на ромската заедница како најзагрозена група на граѓани. Велите најзагрозена. Кои се најголемите здравствени проблеми со оглед на условите во населбата во заедницата? Само кратко. Најголемите здравствени проблеми се притисок, срцеви заболувања, почесто се некои дијабетесот се појавува исто од истражувањето произлезе како почесто заболување и најголемиот проблем е нередовниот третман и нередовните прегледи кај ромската заедница од различни причини. Немањето на пари, недостатокот и ниската свест за редовните здравствени прегледи.